Колку чини човечкиот живот. 45-годишниот Благојче Илиевски не го дочека лекот Трикафта. Најтешко болниот пациент од цистична фиброза почина денеска откако 3 години чекаше да го добие лекот кој власта ветуваше дека ќе го набави. По неколку години апели, чекања, лажни ветувања, Илиевски ја загуби битката со болеста додека македонските власти бараат начин како директно да го набават лекот за да заштедат на трговска маржа. Со огромна тага, жалната вест ја потврдија од Асоциацијата за цистична фиброза. Раскажуваа дека Благојче бил мотиваторот кој ги охрабрувал сите дека лекот ќе стигне на време и ќе добие шанса за нормален живот. Тие се гневни на властите. Нивниот револт, разочараност и огорченост е огромна, особено бидејќи од 2020 молат за лекот. Нашата замисла и нашите надежи беа дека ќе стигне лекот. Критичните 8 пациенти кои што сега повторно за жал се 7. И се надевавме дека нема да изгубиме никој од пациентите и инсистиравме на тоа да биде побрзо до носењето на лекот за да не се случи ова. Едно нешто што можам да ви кажам, има страшен револт и од пациенти и од родители на пациенти. Благојче беше еден одличен извонреден човек кој што имаше многу оптимизам во него, многу поддршка за сите, беше и пример. Безизлезната ситуација и одолговлекувањето на постапката за набавка на лекот Трикафта ги натера болните од цистична фиброза и нивните семејства дури на протести. Од пред Министерството за здравство на властите им порачаа да пробаат само 5 минути да дишат низ тенко цевче за да почувствуваат како болните од цистична фиброза секојдневно живеат. Болните за лекот го молеа и председателот Пендаровски кој лично пред 2 години му вети на сега починатиот Илиевски дека ќе стори се за да го добијат лекот. Тогаш сега покојниот Илиевски на средбата се појави со боца кислород. Од ветувањето останаа само фотографиите од средбата, пиарот и добриот маркетинг на Пендаровски. Пренесено ни беше на сите од асоциацијата дека председателот ќе направи се што е во неговата можност да се помогне на овие пациенти за да не дојдеме до резултатот до кој што сме денес. Се надевам дека ова ќе биде последната трагедија која што ќе се дозвола да се случи. Не останува само да се бориме се повеќе и повеќе за тоа што мораме да мислиме и на другите пациенти кои што се во терминална фаза и во живото загрозувачка состојба. И додека болните не умираат, министерот за здравство Беким Сали не знае дали ќе се чека нов министер за набавката на скапиот лек. Нема ниту временска рамка во која лекот би се набавил. Јас се надевам набрзо во собранието ќе го издействуваме преку пратеници да може да се изменат овие членови за да можеме ние да преминеме кон фаза на директни преговори, а потоа да се обезбеди лекот. Мислам дека го кратиме, значи вака со овие измени ја даваме можноста за преговарање за да добиеме подобра цена на лекот, а секако и го кратиме периодот на јавната набавка. Овој лек го нема само во Македонија и во Косово, додека на пациентите во Европа и во светот им е достапен и тоа на сметка на државата.